Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Зашто заменик министр кризна, па нели блескате? Каква са криза испадина? Не сме блескали изгледа. Зашто ги поднесов амандманите? Јавноста и вие, колеги пратеници, ако може да се сослушаме, бидејќи ова е многу важна работа. Ова е работа која што секој од нас и сите луѓе што ги познаваме, ја продолживаме. Тоа е горивото, тоа е комуникацијата. Треба да знаете дека ние немаме обична влада, ние имаме казино влада. Само казиното е институција која што точно знае колку треба пари да добие денеска. Сега дали играчи ви играле, не играле, губеле, имале среќа, тоа е неважно. Казиното тоа што го зацртало, мора да го добие. И оваа наша казино влада, тоа што го зацртала, мора да го добие. Име хронолошки. Се донела одлука на влада, уредба со законска сила од страна на техничкиот премиер Спасовски и истата е донесена на 21 април 2020 година. На 21 април 2020 година владата вика вака: цената на горивото согласно постоечката акциза на државата, која што, да бидеме искрени, не е ниска, иако се потсетиме на фактот што господинот Тевдовски, кога беше за финанси, за 3,5 денари го зголеми дизелот, че воопшто не е ниска акцизата, ДДВ-то е и 118%, не е пониско за горивото. Они пресметуваат еден трошок кој што се вика ДАП. ДАП е математичка формула од некоја средна вредност на дневна на премиум нафтата на светските борси. И тие викаат, доколку цената на горивото падне под определен процент, тогаш државата ќе наплати 3 денари по литар. Долго време во оваа воредна состојба ние имаме башка акциза, башка преходно покачени 3 денари, затоа што цените на нафтата биле намалени на светските берси. Затоа е казино влада. Ако цените на берзите се намалени, логично и ние крајните потрошувачи, граѓаните, транспортерите, така таму, тие да имаат намалени цени. Ама владата не ја интересира дали имаат намалени обем на работи, нези е битно да ги собере парите. И вели вака: до $200 за ДАП, тогаш имаме 3 денари за литар нафта. Ако цената е од 200 до 400, односно 600 имаме 2, па и 1 денар до 600. Ако цената на нафтата на светските берзи отиде на многу високо ниво, тогаш владата вика толку повеќе нема да бараме пари. Значи, оваа казино влада зацртала дека толку треба да има приходи од акцизи за горива и ништо не ја интересира. И сега што се случува? Тоа кога го донесува во месец април, во уредбата пишува, во службен весник, вели дека ова ќе трае 7 месеци по завршување на воредната состојба. Тогаш имаше во јавност реакции имаше од транспортери, од луѓе кои што возат такси, имаше реакции од производствени погони, дека не е фер. Од каде имаат пандемија, од каде имаат криза, тие треба да чувствуваат кризата, ама владата не смее да чувствува кризата. Таа повторно ги зима истите пари. После 7 месеци, регулаторна комисија согласно закон мораше овој трошок ДАП да го трне, бидејќи никогаш во Македонија не бил башка на акциза, башка на ДДВ, уже плюс 3 денари ја ви зимаат. Тие го трна во месец јануари, крајот, 22-3 јануар, бидејќи мораше да го трнат. И цената на бензините падна. Сега, после месец дена, истото она кое што требаше да биде привремено решение, станува трајно решение со закон. И ние имаме тука сериозни проблеми зошто е ова вака. Даноци зголемуваме, акцизи зголемуваме, на оваа комисија секој втор ден се задолжуваме, даноци плаќаме сите како што сме плаќале цело време, капитални расходи нема, нели ви е битно каде да парите у држава?
Како може на држава со руинирана економија, со 140.000 граѓани на 2 милиони луѓе имаат намалени плати, 52.000 граѓани изгубиле работни места, 6.636 фирми се затворени, ама државата мора да ги собере парите од арачот од данокот, иако цената на нафтата е пониска и тука ќе да ги собере парите од данокот. Дали ова личи на одговорна влада? Не, ова е казино влада. Пак ќе ви повторам, само казиното има зацртано колку пари треба да земе во текот на вечерта, независно од играчите, од бројот и што ќе потрошат. Понатаму, јавноста треба да знае дека не случајно Социјалдемократскиот сојуз само го зголемил цената на дизел горивото. Затоа што дизелот бележи 12,4% раст во потрошувачка годишно. За разлика од другите енергенси, дизелот највеќе се троши и они тука ставаат 6,5 денари за оваа криза која што сите заеднички ја поминавме и ова вака нема да помине, господине заменик министер. Ќе им кажете во владата дека вакво дерење на народот, вакви цкарски логики, јас немам проблем кога премиерот кажува дека играл покер со кецеви и таму како го играше, ама имам проблем кога се однесува како казино да му е владата. Не може сите да губиме од кризава, само власта да не губи ништо. Не може сечи новчаник да биде празен, полупразен или помалку празен, само на владата да биде еднакво полн, бидејќи тие така зацртале. Тоа не може, ве молам, ова да си го повлечете. Ова да си го повлечете. Ова не е во ред што му го правите на народот. Тоа е првиот амандман. Вториот амандман. Ова држава има определени чеда на вашите претходни раководства кои што имаат производство кој што се загрева со кокс и се става нафтен газ, што го викаат овдека. Граѓаните ќе плаќаат 6 денари, 6,5 денари поскапа нафта, тие што возиме на нафта, или 5,5 денари тие што возите на бензин, за плинот не знам. Ама олигарсиве на секој литро потрошено нафта, на крајот на годината државата со ова му враќа 6 денари. Ние ќе плаќаме 6,5 денари повеќе по литар, ама 6 денари на загадувачите ќе им враќаме назад. И тука доаѓаме на виделина кој за што се залага. Кој се залага за социјалдемократија, кој за либерална демократија, а кој казино демократија. Одевме одва коалиција, ваква коалиција, таква коалиција, ајро бил загаден, ама на тие 6 денари им враќате назад. По литар годишно потрошено за загадување, за производство е тоа. Ама ние граѓаните, рајата, ќе си плаќаме по 6,5 денари повеќе, бидејќи вие си молчите од мнозинството во владата, бидејќи се што они доаѓаат одека, ние гласаме одека. Тука нема партија. Само ве прашувам, дали некој од вас, колеги, се сетнал со автопревозници, со транспортери, со автобуси, камионџии, на тие не им враќаат 6 денари назад. Тие не им дозволуваат и да ги намалат трошковите за време на пандемија, бидејќи казиното не сме да загуби, тоа мора да има зацртаниот приход. Ве повикувам вас пратени и ова да се стави малце во мирување, да се направат соодветни анализи, да се врати цената на горивото пред Драган Тевдовски СДСМ дојдат на власт, да се намали цената на дизелот, бидејќи нас ни треба енергија, ефтина енергија за оваа економија да залауфа. Ако владата нема пари да намали на привремени вработувања, нека си намали на мебел, нека си намали на што сака, ама народот оставете го на раат. Не знам, мене ми е веќе, како да ви кажам, дегутантно секој ден да доаѓам на комисија за финансирање и буџет и секој ден да има или покачување на даноци, или да има нови заеми. Кој ќе ги враќа, поима немаме. Мислам дека ова не е во ред и остро се противставувам на истото и ќе се борам сите демократски средства да народот престане да се дере во оваа држава. Благодарам. Збор, односно реплика има за